Пратениче, навистина мене ми е мило и сакам да ви се заблагодарам и да ви честитам што е група на пратеници направивте обид преку една дебата во парламентот, преку една дебата во комисиите да разговарате за некои аномалии во Законот за водостопанство, односно да се исправи една неправда која му е случена на една, можеби повеќе водни заедници. Имено добро кажавте дека се почна од некои реформи 2003 година кога заедно со Светска банка беше направена една несреќна реформа на водостопанските предпријатија. Оние водостопански предпријатија кои останаа настрана од тие реформи, како што се Стрежево, Злетовица и Лисиче, некако останаа пофункционални. Оние другите водостопански предпријатија кои беа опфатени со оваа реформа, за жал беа пред колапс кога ние интервениравме како влада во 2014 година веќе со една дебата, понатаму 2015-2016 со една функционалност, односно создавањето на акционерското друштво водостопанство. Имено со тие закони тогаш беа формирани, колку што се сеќавам, околу 120-30 водни заедници и уште тогаш имаше различни размислувања, но морам да кажам дека земјоделците беа против тој закон. Тогаш ВМРО-ДПМН беше против тој закон уште 2003 година. Можам да споредам со една ситуација, тоа би било како на некои луѓе кои барат социјална помош од државата, вие да му понудите куќа која не е достојна за живење и да му кажете вие можете тука да живеете, ама треба да вложите 200.000 евра за реновирање. Буквално во таква состојба беа тогаш водостопанските системи руинирани. Ние му ги дадовме на користење на земјоделците, но викаме ево сега да ги одржавате и да вложите средства во нив. Никој немаше средствата да го направи. И за жал се повеќе и повеќе тонеа тие системи за водостопанство. Немаше кадри кои водните заедници можеа да ги користат. Немаше градежни хидроинженери, немаше хидротехничари кои треба да ги одржават, нема е наследено проектна документација, не знаеа како да ги поправат дефектите нормално, стручно, него секој се снаоѓаше како што можеше и на крај дојдовме до претена колапсна ситуација. Со новиот закон за водостопанство, со измените и функционирањето на акционерското друштво водостопанство, навистина имаме некаква си централизација, но нас не беше идејата повеќе да имаме централизација за да ги планираме средствата онаму каде што има потреба. И владата изготви еден 10-годишен план каде што требаше да се обезбедат по 20 милиони евра годишно за реновирање, за освојување на нови површини за наводнување и за градење на нови системи како за што ќе зборува понатаму пратеникот од Кочани. И добро кажавте вие дека имавме функционалност само на околу 2-13 водни заедници. 2 до 3 на Брегалничкиот слив, 3 до 4 на Тиквешкиот слив и 3 до 4 кои беа индивидуални. Една таква беше водната заедница во Крани, за која денес подетелно ќе разговараме, и неколку водни заедници кои беа во Струмичкиот дел, односно околу Ново село, ватарот на Ново село. Именно благодарение на упорноста на членовите на водната заедница во село Крани, во Преспа, благодарение на нивната добра организираност, посветеност, изградија, можем да кажем, еден современ систем, направија една проектна документација, добро управуваа со водната заедница, извадија врз основа на таа проектна документација и водостопанска согласност, добија градежна дозвола од Општина Ресен. Значи, онака како навистина треба да се води по закон и по пример еден проект. И направија систем кој го користат денес повеќе од 100 земјоделци и кој е на површина од над 100 хектари. Модерен систем, капка по капка, кои сами го менаџират, сами го создале и огромен дел од средствата сами ги инвестирале. Од сопствените приходи, од нивните јаболкови насади и од нивниот труд. Одделиле од нивните средства за да направат систем. И сега, со укинувањето на водните заедници, се направи една неправда кон нив. Луѓето сами направиле систем со сопствени средства,
а ние викаме повеќе водните зедници не постојат и целокупниот имот на водната зедница преминува во државата. Сега вие како пратеници ќе бидете исправени кон тоа дали да извршите национализација врз тоа што е направено или ќе направиме функционална децентрализација. Јас лично сум повеќе за функционална децентрализација и сигурен сум дека овие измени ќе бидат поддржани и од другите пратенички групи, и од Социјалдемократскиот сојуз, и од ДУИ, затоа што логиката на тоа не ли говори. Имено жителите од село Крани подолго време инсистираат на тоа сами да управуваат со тој систем, бидејќи сами го создале со сопствени средства, но за жал не зафати еден период кога нели изборите ќе беа во април месец, па се одложија во јуни, па во декември и немаше можност преку собрание да се интервенира за измена на законот, каде што на сите такви водни зедници кои сами го направиле системот ќе им дозволиме да функционират самостојно, односно децентрализирано. Мораме да спомнеме дека има и други вакви водни заедници кои што ќе се најдат во овие законски измени и дека можат да се приклучат. Нашите сознанија се дека има и такви други водни заедници и не одевме по примерот само на село Крани и нивната водна заедница, него површините ги намаливме на 50 хектари. Имено, измените на законот се во насока да сите оние група на граѓани, земјоделци, кои со сопствени средства направиле системи за наводнување и кои функционираат на не помалку од 50 хектари со не помалку од 100 земјоделци водокорисници, да можат самостојно да функционираат. Апсолутно. И за тоа имат целокупна проектна документација, градежна дозвола за тој систем, водостопанска согласност и така натаму. Понатаму во интерес на акционерското друштво е може би да направи некој договор со таквите групации на луѓе, односно сигурен сум дека некој правно лице ќе стопанисува со тој систем. Имено луѓето од село Крани, ви кажав, се толку посветени на овоштарството што формираја пред половина година и земјоделска задруга. И јас лично мислам дека земјоделската задруга одлично ќе функционира и одлично ќе управува со тој систем кој самите го создале. Значи, уште еднаш, накратко, или ќе одиме со национализација на тој имот, или ќе одиме на функционална децентрализација и ќе му возможиме на луѓето сами да си управуваат со она што сами го создале. Ето, тоа се тие измени во законот, а јас сум сигурен дека можеби и други водни заедници кои функционираат претежно околу Струмичко, Ново село, доколку имат ваква документација и доколку ги исполнуваат условите, ќе можат на овој начин самостојно да функционираат и да направат некој договор понатаму кој е во интерес на општо на водостопанството со акционерското друштво Водостопанство. И уште еднаш да ви честитам на вас пратениците кои сте ги осознале проблемите на терен, сигурно сте биле таму, сте ги посетиле луѓето, сте дискутирале, сте го начнале заедно овој проблем и сега на ваков начин нудите едно решение кое ни се на дебата во собрание, низ комисии, се надевам дека позитивно ќе биде донесена една одлука, една измена на закон на општо задоволство на жителите на село Крани и на сите останати кои ќе се најдат засегнати, кои ќе можат да ги искористат овие аспекти од законот.